Секое трето дете има деформитет на ребетот. Причина е недоволна физичка активност и претерано седење пред компјутер. Докторите апелираат децата повеќе да спортуваат. За оваа тема во дневникот повеќе од Мириена Мирчевска. Мири, повели. Томич, секој пети тинејџер има диагноза сколиоза на рбетниот столб. Која е причината за ваквата состојба? Разговараме со доктор Маја Каличанин-Марковска од болницата Ачи Бадем Систина. Докторке, овие бројки се многу алармантни. На што укажува ова и колку вие како доктор ја гледате сериозноста во оваа појава? Добар ден, Реце. Да, појавата е алармантна. Значи, многу чест наод во нашите ординации на систематските прегледи кои што се прават во училиштата е најдена таква диагноза. Се должи на седечкиот начин на живот, се повеќе седење и употреба на овие нови технологии, да кажам, значи компјутери, телефони, таблети, значи децата се ангажирани цело време околу тој начин на комуникација и предолго време седење, значи тоа е или во кревет или на подови или по кревет, по, да кажам, на биро, меѓутоа неправилна позиција, неприлагодена висина на биро, на столче и долго време останување, значи пред екраните. Што значи, еве, ова, вие како ортопед, што значи оваа диагноза за здравје на еден млад човек? Освен што се појавува искривување, кои се другите негативни последици? Значи, рбетниот столб е носечкиот столб на статиката, биомеханиката на нашиот организам. Значи, кога имаме искривување, тука статиката на целиот организам се пореметува. Во моментот, може би детето не чувствува тегоби или болки, да кажеме, кај некој тоа естетски е поизразено, па загрижени се и тие родителите да дојдат на преглед. Но, значи, во подоцнежна возраст, ако не се отстранети причините, ако не се превземе лекување, значи тоа има реперкусија не само на рбетниот столб, негово предвремено старење, туку и на сите останати зглобови на кои што ја носиме тежината, значи карлицата, зглобовите, колковите, да кажам, на телото, колената, стапалата, сето тоа понатаму е засегнато од неправилниот начин на држање. Вратниот рбет исто така страда, прерано јавување на спондилоза, тоа повлекува понатаму главоболки, трнење во рацете, значи губење на мускулна снага. Меѓутоа, сакам да кажам, тоа се одвива со тек на годините, не настанува тоа одеднашка, меѓутоа треба да бидеме свесни дека таква појава значи води до многу негативни работи по нашиот организам. Друга работа е и неправилната исхрана. Значи гојазноста, внесување на прекомерно масти, шекери, значи неизбалансирана исхрана, исто така води до седечки начин дополнително на живот и понатаму до овие проблеми кои што ги кажуваме. Кога е најдобра возраст да се почне со вежбање едно дете? Некои деца веќе и од 4-5 годишна возраст почнуваат со некој спорт, но кога е спремен организмот за спорт? Сепак тука треба да се направи една индивидуална проценка. Секој дете не созрева во исто време интелектуално и физички. Значи, треба да се види детето, да се поразговара, да кажам, со него, да се види колку е спремно. Правени се и големи студии, да кажам, на некои универзитети. Па дојдено е до заклучок, например, на Мео клиниката има една студија каде што вела дека најдобра возраст е да се почне околу 6 години. Во Австралија исто се правени неколку студии и спрема нив најдобра возраст е да се почне помеѓу 8-та и 10-та година. Но во наши услови би кажала, значи детето реално е спремно околу 6-та, 7-та година, веќе паралелно некако со тргнувањето во училиште, значи сепак треба да имате одредена комуникација со тоа дете, да може одреден спорт да го практикува, да се објасните на што треба да се обрне внимание и така натаму. И секако треба да се одбере вистинскиот спорт. Не секој спорт, да кажам, одговара за секое дете, едно за неговите интереси, а второ и за неговите можности. Значи, често пати прашуваат како за прв спорт, еве што или кои спортови ги препорачуваме. Она што е малку подзаборавено во нашите кругови, да кажам, и во спортските кругови, се смета можеби за еден од најдобрите спортови да се почне атлетиката и гимнастиката. Значи, пливањето е убав спорт, многу често меѓу родителите слушам, пливање е најдобро. Да, пливањето е најдобро, меѓутоа бара исто така одредена психомоторна спремност од страна на детето.
Атлетиката и спортската гимнастика, значи нудат услови кај што постепено кај детето се развива координација, брзина, флексибилност. Значи сите тие елементи кои понатаму ни се потребни за еден добар спортист, па понатаму и надпреварувач, да кажеме. Ви благодарам за гостувањето. Многу добри совети слушнавме од докторката, но ние денеска снимавме и тренер по кошарка кој што исто така кажува добри вежби, добри навика кај децата. Предлагам тука да го видиме прилогот. Топлото време не е пречка за тренерот Ивица Јаковлевски и неговиот тим на ученици да тренираат кошарка. Ивица има 33 години. Од дете е со кошарката, а сон му е да создаде имиња во баскетот. Амбициозно воведува нов тип тренинг по кошарката. Про баскетбол тренинг. Ова е нов тренажен процес кој веќе во Америка е воведен. Про баскетбол тренинг значи работи со вежби, не само тренерот да му нагласува постојано на детето изработија така вежбата и така натаму. Значи има вежби кои ги доведува самата ситуација детето да го изведе елементот поефективно и побрзо. Ивица објаснува дека спортот е најдобар пријател на децата и имаат здрави тела, подобра концентрација во учењето. За спортот треба да се развие прво желбата, а потоа и да се открие талентот кај детето. Најдобра возраст е по 7-та година. Оставаме се да се иде во правилен колосек и да биде тоа на природен начин. А потоа се гледаат оние психомоторни способности и афинитети кај детето кои дали се изразени или не, нели кај сите деца изразеноста на тие способности е различна, така да сметам дека од најмала возраст треба да се пушти детето да тренира она што сака, да не биде форсиран од страна на родителите за нели да биде дали тенис, дали кошарка или фудбал. Огледало за физичката активност кај децата се родителите. Ако тие имаат навика да спортуваат, и нивните деца ќе ги остават таблетите и компјутерите. Топло на теренот, но чувството на успех ви го разубавува денот. Не сум играла кошарка долги години, но решив да видам во каква кондиција сум. Секако и ние се вклучивме во кошарката денеска, она што нели го кажуваат и докторите, доколку родителите вежбаат и живеат здраво и нивните деца ќе го следат тој пат. Томич? Ми мора да признам одлична тројка, секако ги слушнавме тука советите на докторите.